Во петок, председателот на собранието и владачкото мнозинство молчешком закажуваат седница, на чиј дневен ред е ставена измена на 9 закони и тоа по скратена постапка. Измената на сите тие закони е да му се расчисти патот, односно да им се расчисти патот на компании кои што треба да работат на изградбата на автопатските делници, а кои што при тоа се најмени со заобиколување на законот за јавните набавки. Дали ова пристап кој што е соодветен на владењето на правото и во духот на западните демократии? Уште кога се носеше специјалниот закон, популарно наречен закон за Бехтел-Енка, платформата реагираше дека кога се носат закони кои што не се општи, кои што се за специјална намена, тоа само по себе е ризик од корупција и уште од тогаш траат, да кажам, критиките од странскиот домашни актери кои што го укажуваат проблемот со таквото носење закони. И сега ние гледаме со овие предлози кои што се појавија во петокот на седница, закажани за седницата денеска во собранието, едно зголемување на тие ризици, заради тоа што самиот закон за стратешки партнер за градење на коридорите предвидуваше дерогирање на други закони, општи закони, нели тоа дури се спореше пред Уставниот суд. И сега гледаме како по скратена постапка некој се обидува да го намали обемот на јавна расправа, јавна дискусија, анализи, кои што треба да бидат приложени кога се предлагаат измени на закон, особено измени на закон кои што утврдуваат исклучоци по правилата на кои што се остварува право на собственост, работните права, работничките права, заштита на животна средина. Сето ова се, да кажам, и важни принципи во општеството, меѓутоа важни принципи и за европските напори на земјата. И не мислам дека приложувањето на предлози на измени на закони, кои што немаат обемна анализа за тоа на кој начин се остварува потребата, зошто е потребен исклучокот и на кој начин се обезбедува заштита и покрај имање на исклучоци, заштита на јавниот интерес, а не само на приватниот интерес, е, да кажам, еден удар по владењето на правото. Вие сте дел од платформата на граѓански организации кои што се борат против корупцијата. Имавте една реакција во која што меѓу другото кажавте и дека не само основниот договор, туку и ваквиот начин на носење на законите дека представуваат висок ризик од корупција. На каков ризик точно мислите и има ли друг начин да се избегне тој ризик од корупција освен со неносење на нови измени? Практично секогаш кога се водите со правила кои што исклучуваат, а не со општи норми, има ризик од корупција, заради тоа што не секогаш можете да процените во кој обем новите правила се во некаков приватен интерес. Кога се носат закони, потребно е да видиме анализи. Владата дури има во својот деловник, да кажам, така наречена проценка на влијание на регулативата, која што на сите оние подосна кои што носат одлуки, зборуваме всушност за претендиците, и може да им даде доволно информации за тоа какви се штетите, какви се придобивките од некаква измена на закон. Кога сето ова се води по скратена постапка, ние не знаеме, не можеме да процениме кои се штетите, докаде ќе идат штетите, докаде би идели и придобивките, бидејќи нели никој не е против изградба на коридорите, меѓутоа зборуваме за ситуација во која што креирањето на политики врз база на податоци во една јасна процедура овозможува да ние сите можеме да ги видиме и да ги процениме штетите. Вака
ние не знаеме, освен она што е, да кажам, очигледно, дека измените идат во корист на помала контрола, помал надзор, а со тоа обично оди преферирањето на приватниот интерес на страните вклучени во целиот проект. Постојат два начини како може да се реши ова, заради тоа што веќе сме влезени во тоа дека имаме специјален закон за градбата на тие коридори и сега постои интенција да се скратуваат и менуваат постапките во други закони. Првото тоа што треба да се процени е дали навистина се потребни исклучоци, дали навистина оне што ќе гради, оне што ќе го тера проектот е ограничен со постоечките правила. Ако не е ограничен, нема потреба да се измени. Тоа треба да го докаже, ограничувањето треба да го докаже оне што ги предлага измените. Доколку го докаже, е релативно убедливо тоа, тогаш навистина е потребно заштитните механизми вградени во општите правила на оние закони за кои што се предлага измена да бидат зачувани. Ако е потребно да бидат брзи постапките, тие треба да бидат забрзани, меѓутоа не може да се менуваат. Ние гледаме во предложените закони промена на начин како се штитат правата. И тоа едноставно сметам дека не е оправдано. Покрај реакцијата на платформата, викендов видовме реакции на други организации, исто така и денеска. Па можеби поради тоа повлечени се измените на Законот за заштита на културното наследство, значи еден од 9 закони. Од друга страна, гледаме дека дел од пратениците на владеачкото мнозинство се против носењето на овие измени на овој начин, додека пак опозицијата одлучи да ја напушти седницата, иако суштински за сега не би можеле да стекнеме докрај впечаток дали се генерално и против носењето на измените, они се против нивното носење на овој начин. Како го коментирате се тоа? Можам да зборувам во мое име на оваа тема. По мене, опозицијата треба да биде присутна во најавните расправи, на расправите на седниците и да гласа онака како што мисли дека треба да гласа. Во вакви ситуации, да кажам, конфликтни ситуации, а собранието е такво тело каде што е тој политички конфликт предвиден, потребно е да го видиме гласот и на едните и на другите, и гласањето на едните и на другите, и сметам дека е пропуштена шанса тоа што се напушти од страна на што опозицијата ја напушти седницата. А истовремено тие неколку пратеници што гледаме од мнозинството дека гласаат против, треба да биде јасен знак за владеачкото мнозинство дека навистина треба да се случаат во некои моменти оние малцински групи во коалицијата, кои што, да кажам, во овој момент се противат, а особено после реакцијата на неколку надворешни страни кои што ги споменавте, вклучително и платформата. Јасно. Сега малце постуштински би навлегол барем во еден од законите, односно една од законските измени подразбира ослободување од даноци, од акциза за енергенси и за набавка на возила за фирмите кои што ќе работат на изградбата на автопатските делници. Тоа секако ќе им ги намали трошоците на изведувачите. Но сега имаме еден мал парадокс. Државата со нив веќе договори цена, која што изнесува еден за прека 3 милиарди евра, а од друга страна сега им ги намалува трошоците откако се согласила да ја плати таа сума. Дали ова е клакантен или чист пример на корупција и на злоупотреба на службената положба, можеби од некое непознато лице во овој момент, да вие откако сте договориле колку ќе чини одредена услуга, потоа му правите даношни ослободувања, фискални ослободувања на компанијата која што требало да ви ја заврши работата за претходно договорена сума која што ќе се исплати од буџетот. Да, како што кажав и за генерално за предложените измени, потребно е време за да се процени ово. Меѓутоа, онака како што изгледа од тоа што досега го е анализирано, е дека
ова ослободување ги ја менува финансиската конструкција и токму овие, да кажам, необјаснети, необразложени предлози, бидејќи навистина треба да се врзе со договорената цена, затоа што ова навистина ја зголемува, тоест ја намалува, го намалува трошокот на компанијата, навистина се приближува од ситуација во која што зборуваме за ризици од корупција до материализација на корупција. Во овој момент не можеме да кажеме дека навистина се случило, меѓутоа без образложение наликува дека овие ризици бргу ќе го видат светлото на денот. Земјава, освен што сака да гради автопати, сака да патува и кон Брисел. Дали овие два проекти, евроинтеграцијата и изградбата на автопати, ще влегуваат во конфликт и дали практично изградбата на автопативе не враќа назад на патот кон Брисел? Да. Користењето на исклучувачки или специјални закони не е принцип според кој што треба да се набавуваат инфраструктурните работи, не само инфраструктурните работи, генерално. Навистина е потребно и од сето она што се виде во начинот на кој што е и набавен надзорот над проектот, е дека навистина е потребно да се оди во насока на многу поголема специјализација кај оние органи што набавуваат јавни набавки, за да може сите оние недоследности за кои што се тврди дека и проблеми за кои што се тврди дека доаѓаат кога се набавуваат инфраструктурни проекти преку општите закони, во случајот законот за јавните набавки, е дека се решливи и дека всушност сега ние само се криеме позади тоа дека некои претходни случаи не биле добро изведени. Очигледно е дека кога ќе дојдат поголемите европски фондови, ако тенденцијата е на овој начин да се гради јавната инфраструктура, ние нема да можеме да ги користиме. И затоа, за да се покаже решеност дека владата сака да ја гради инфраструктурата без ризик од корупција, а инфраструктурата генерално е едно од најризичните подрачја, ќе треба да се занимава со многу подобра имплементација на општите закони, отколку ваквиве специјални закони кои што еве гледаме кон што водат. Би конкретизирал само Европската комисија еве во наводници не искара веќе за законот со кој што се градат автопатите. Сега со измената на 9, односно 8 закони во моментот поради публикувањето на еден. Каква реакција мислите дека ќе добиеме од Брисел во следниот извештај? Пак ќе зборувам во моје име. Мислам дека ова ќе се најде во извештајот. Во зависност од тоа како ќе се материализира ова сега што се случува во собранието. Доколку се донесат измените вака како што се предложени, сметам дека ќе видиме и уште во првиот кластер фундаменти, сериозни реакции по однос на тоа, токму заради работничките права, заради правата на собственост, кои што се поврзани со човековите права. Мислам дека тука ќе има веројатно најголема реакција. И едноставно не е добар пример кон земјите членки, начинот на кој што ова се изведува, по мое, мислам дека ги носиме ризик, репутацијски ризик пред земјите членки, кои што и веќе имаат, да кажем, некакви резерви кон владењето на правото во земјата.